Почитувани, еве сме на вториот дел од панел дискусијата, насловена како ракометот спорт број 1 во Македонија. Значи, сесија во која што дискутираме за состојби, за нешто што ние секојдневие во нашиот успешен спорт. Уште еднаш ве потсетувам, панел дискусија во организација на Само Ракомет. Значи, ова парче е тематско и ќе се однесува на политиките на клубовите, на нивните потешкоти и да обезбедат предуслови за создавање на здрави, европски, паневропски ориентирани клубови. Секако и за дополнително подигање на квалитетот на лигите, селекциите, индивидуално, тимски, за необходноста судиите, делегатите, генерално-техничките лица да го следат растот, може би да бидат на нивото на споменатите. Со нас во овој панел се Лазар Мајнов, Горан Стојков, Славчо Ристевски и Ѓорѓи Начевски. Тргнуваме со Лазе Мајнов. РК-Бутел се наметнува менаџирањето бара вистинска уметност, особено во делот на изборот на играчи и постојано дополнување на составот со јасни амбиции. Кој концепт Мајнов е подобар? Докажани играчи од надвор или создавање на домашни играчи како основа на тим кој што има, велам, респектибилни амбиции. Повели. Добар ден, поздрав до сите, благодарам за поканата, благодарам за панел дискусијата која како спортски работник мислам дека многу значи да имаме што повеќе вакви дискусии, каде што ќе придонесеме сите заедно да може да дискутираме и да кажеме размислувања и предлози кои понатамошно би се одразиле добро. Во врска со прашањето, значи ние како ракометни клуб се одлучивме да идеме на македонски играчи, каде што би стварале повеќе македонски играчи би придонеле да дојдат во македонската репрезентација, со тоа што доколку не би можеле да најдеш соодветен македонски играч, би се дополниле со некој странец, али се трудиме тоа да биде што помалце. Во моментов имаме, мислам дека може да се пофалиме со тоа дека сме во горниот дел на табелата, каде што имаме само еден странец и на таа позиција ние се целевме и се трудевме да биде македонец. Склоп на околности, не најдовме или не се договоривме со некои наши квалитетни играчи и одлучивме да биде странец. Сега, дали да бидат странци или македонци, тоа е ствар на дебата, која може да се разговара. Секако, доколку нема странци во лигата, лигата ќе изгуби на квалитет. Треба да има, али доколку сакаме да ствараме играчи, мора да се свртиме на страната на македонските играчи. Каде што во ситуацијата тоа е мач со двеоштрици, каде што некој вложува во екипата и очекува успех, а со младите играчи се знае дека тоа е долг процес каде што може да чекаме и да се резултатите да бидат лоши и добри, али мора да се трудиме да го идеме на тој модел, не само ние како ракометен клуб Бутел, така и другите, да придонесуваме да понатака добиеме успех во македонската репрезентација. Ти благодарам, ово беше вовед и е сосема доволно за отворање на темата и практично за навестување на нешто што во продолжение ќе го говориме. И претходно беше апострофиран ракометниот клуб Аеродром. На другата страна од оваа низа го имаме Горан Стојков, интересна средина, расадник на добри, квалитетни ракометари, кои потоа често се проследуваат до условно речено поголемите. Оваа пракса се покажа како добар модел за создавање на квалитетни играчи, а преку тоа и влијание врз целокупниот наш ракомет. Горане? Добар ден на сите. Ви благодариме на поканата во името на ракометниот клуб Аеродром, во моје име и во името на Дарко Петровски. Како што повеќето знаете, нашиот клуб е фокусиран за работа со младински категории, каде што ние сме нискобуџетен клуб, каде што се
не сме во можност да имаме некои тенденции да настапуваме во повисоките рангови во Суперлигата, моментално се преборуваме во првата лига. Нашата визија, нашата цел, нашата програма е создавање на младински, почетно младински репрезентативци, со тоа што нормално после тоа кога ќе влезат во тие сениорски води во поголемите клубови и да ви во сениорската репрезентација. Лоцирани сме во насел во аеродром, тука нели тренираме, како што каже и Даре. Маката голема ни е проблем, ни е салата. Ако не е салата, можеме да кажеме дека имаме салата, ги немаме парите, бидејќи преголеми се трошоците за кирија, друга сала за жал немаме. Но сепак останува на тоа да се бориме, да нашата цел е да нашиот таргет е она секундарно селектирање, односно она селектирање, после на првично селектирање каде што одат децата во школа, каде што наставниците ги вршат првичните селекции, односно тие природни селекции, каде што ние тука како Ракомет губиме 10-0, од причина што по волја на наставниците децата се по волја на наставниците, нели, децата почнуваат да тренираат кошарка, почнуваат да тренираат одбојка, почнуваат да тренираат фудбал и така натаму, па евентуално ако некој се откаже, па тогаш доаѓа кај нас, ние се радуваме ко мали деца дека дошло дете што дошло од друг спорт што не било задоволно, или уствари всушност можам да кажам дека ние зависиме од неработењето на наставниците, односно незадоволството на децата. Како еден пример, само ќе ви го кажам Марко Митев, кој што на 9 години почна кошарка, се откажа, почна фудбал, се откажа и кога почна Ракомет кај Даре, приказната заврши за спортот. Така да ова е приказната за Марко Митев. Значи ги проба сите спортови, татко му рече не, овој не е за спорт, овој нема шанси. Дојде кај Даре и тоа е тоа што така да има и голем број вакви случаеви што се случуваат. Да. Така да тоа е нашата, ние тука се радуваме на тој тип на селектирање, значи ние не го вршиме тоа селектирање за жал, ние го вршиме тоа второто секундарно селектирање, односно селектирање каде што веќе децата мора да се насочат во клубови, значи не во школи, во школите како, нели, тука е Ѓоргон, благодарение на него, ние имаме бенефит од Ракометот. Значи штета што е само он и можеби неколку други клубови кои што можеби помалце работат со младински категории. Така да во кратки црти тоа е тоа што е ние го работиме како РК Аеродром. На свој начин РК Аеродром станува исклучително влијателен во македонскиот ракомет. А и РК Охрид стана константа во спортот број 1 во Македонија. Славчо Ристевски е поканет овде да ви се обрати со детали од односот клуб-општина, менаџирање, маневрирање, успешно водење, многу често сакаме да кажеме стабилизирање на клубот. Славчо. Поздрав до сите. Ви благодарам за поканата. ГРК Охрид од 2011 со формување, а од 2013 веќе цело време дел од Суперлигата, но овие 3 сезони, ова е трета сезона, со доаѓање на капитенот претходен на екипата, сегашен градоначалник Кирил Пецаков, ГРК Охрид оди секоја година, секоја сезона само напред и напред, граби чекор по чекор. Можеш ти да се испукаш, да кажеме народски, од една сезона и да најдеш буџет поголем од една сезона, но да немаш успех. Така да затоа ние имаме проект кој искрено сакаме година по година да напредуваме. Наша цел е константно влез во Европа и успеавме оваа сезона да играме и да сме дел од Европа. Тоа ќе биде и во наредните години. Така да, исто споменавте странските или домашните играчи, пошто сакаме успех, искрено ние сме
не дека секој македонски играч ви е достапен. Ние мислам дека го имаме собрано се она што е, како да кажам, ето на линија до репрезентацијата, значи дали малку, дали финеси, дали биле членови на репрезентацијата, но имаме една база на македонски играчи кои што се близу до репрезентацијата, а нормално без странците мислам дека квалитетот нема да е тој што е во моментов и мислам дека ќе остане според мене и според многу балканци играчи што посебно како да кажам преговараме. Македонската лига е најдобра лига на Балканот. Ја имаме, например, Србија со еден или два клуба, ја имаме Хрватска, Загреб и Нексе, имаме, не знам, Словенија со еден или два клуба. Босна со пола. Така, Црнагора со еден Ловчен и да не набројувам, така да Македонската лига мислам дека со 4, 5, 6 клубови веќе достојно се може да се каже дека е број еден. Јас сметам дека не можеш да ги имаш играчите македонските најдобри во сите клубови. Го поздравувам проектот на Алкалуит и има резултат. Не сме слушнале за некои репрезентативци што се создадоа преку ног, да наречам, и секако има успех, но од друга страна и Охрид сака успех, така да мора да ги има тие странци, готов производ во наводници, за да стигнеме до тој успех. Ви благодарам. Благодарам. За да не провејува низ оваа дискусија некаков отпор кон странските играчи, не напротив. Тие сами по себе носат квалитет, затоа и доаѓаме до ситуација да имаме квалитетна лига во регионални рамки, на крајот тоа се одразува и врз нашите репрезентации. Лигите се добри, лигите се квалитетни, меѓутоа претпоставувам дека и во делот на сите оние помошни услови Македонија е земја која што веќе нуди врвен квалитет. Затоа можеби не треба да чуди што веројатно највлијателното име во европскиот, во светски ракомет во моментов од Македонија е Ѓорѓи Начевски. Ѓорѓи, освен што си судија пар екселанс, ги следиш сите состојби, нас конкретно за оваа дискусија не интересира дали тој персонал што практично го водиш ти, судиски, делегатски, технички лица и така натаму, е на нивото на она што го зборувавме пред малку во делот на лигата, над, под. Добар ден на сите присутни, почитувана министерке, почитувани колеги, суди, новинари, тренери, влюбеници во ракометот. Ова е посебна чест и задоволство да се биде денеска и да се полемизира со сите, бидејќи само вака можеме да идеме напред и да придонесуваме за подобро на ракометот, како што велиме за спорт број 1. Меѓутоа дискусијата покажува, нели, наидуваме на многу препреки и проблеми и испаѓа дека и не сме така спорт број 1 според услови и се, меѓутоа според успех сме секако спорт број 1. Дали од тренерски, дали од судиски, дали од тимски карактер. Проблемот, убаво кажа, првен ќе направам еден краток осврт на нашата судиска организација. Имено, ние сме околу 60 членови, тоа се околу 30 на пара, од кои за илустрација имаме 7 меѓународни парови, имаме еден женски кандидат за меѓународни, имаме еден мушки кандидат за меѓународни и уште еден кандидат за млади суди на Европа. Тоа е предуслов за да се стане меѓународен. Значи, официјално имаме најмногу меѓународни парови во Европа и во светот. Со самото тоа е показател дека Македонија многу работи на тоа поле, дека ги имаме едни од најуспешните судии, не само ние, туку и претходно во светот. Од 2004 година до ден денес немаме пропуштено ниту светско, ниту европско првенство. Одсудени сите
финалиња 4 олимпијади со можност да се фати и петата, што е ретко успех од светски рамки, не само тука, и тоа е показател дека имаме одлични судии, секогаш во текст со се, и дека треба да се надградуваме и напредуваме во секој поглед. Многу интересна е полемиката, дали наши играчи, странски играчи, и јас секогаш тука зборувам неутрално, и ако е некој голем македонец и е за Македонија, тоа сум јас, и најголем критичар за све што е странско и останато, меѓутоа треба да бидеме и реални. Која е реалноста во Македонија? Колку играчи имаме ние? 100 играчи? Наши македонци? У колку клуба може да отидат? И сега тука све се сведува на една пазарна економија. Ние вчера имавме една мала полемика од 2-3 сати, иначе сме имале со Лазе и со Горан сме играле заедно, така да другари сме од деца и полемизираме на повеќе теми. И имавме една убава полемика вчера, баш поготово на оваа тема, иако не знаевме што све ќе зборуваме. Пазарна економија. Еве, например, без разлика дали Пелистер, дали Бутел, дали Вардар, ќе земат, еве, има 2 клуба, така? Ќе земат 30-40 играчи, што останува на другите да земат? Значи ќе земат некои просечни, подпросечни играчи, и све се сведува на тоа дека мора да имаме кадар кој прави играчи, за да можат сите да играат, што е основно, и доаѓаме на темата преска, каде што е начна Ѓоргон и постави убаво прашање, што направивме со тренерите што ги донесовме. Многу лесно се решава тоа. Се прави договор, во договорот која ќе дојде, го обврзуваш тој тренер дека мора да работи со македонски тренери, дека мора да извади македонски играчи, и доколку не извади македонски играчи и не ги едуцира тие тренери, ќе има реперкусии по тоа и ќе му биде намален договорот или намалена плата и така. Значи има многу предуслови. Сега, ќе се навратиме на една друга тема. Треба да направиме дистинкција правење играчи и национален тим или правење врвен спорт. Значи, ако правиме муабет за врвен спорт, тука не се прашува дали се македонски играчи, дали се странски, треба да бидат квалитетни играчи. И тука ќе ги споменам Вардар, каде што беше 2 пати европски шампион, каде што никој не прашуваше дали играле македонски играчи или не, туку успехот беше на Македонија. Ќе го споменам Кометал Ѓорче Петров, каде што истиот успех го направи, со 90% странски играчи, и сега останува да полемизираме што е подобро за нас. Меѓутоа, тука не треба да занемариме и еден Металург порано, каде што имаше врвен успех, меѓутоа имаше една стратегија да прави македонски играчи, да ги собере сите македонски играчи, и врз основа на тоа нашата репрезентација играше на едно одлично ниво. Тоа се поистовети оваа година исто со нашата репрезентација, каде што Кирил Лазаров, сите знаеш, кај нас ние сме многу чудни како македонци, како менталитет. Обично по првата година неуспех одма, со камења, со дрва по него, неуспеси вака така. Ја и Виктор имавме една емисија пред светското првенство и обично све како што ќе кажам обично погаѓам, и он се смее и знае дека е така, и кажав дека оваа е година што треба, обично му даваме на еден тренер еден олимписки циклус од 4 години, и му даваш да видиш работата. Значи, он кога е превзема репрезентацијата, играчите беа млади, неискусни, он беше неискусен како тренер, се надградуваше од година во година, за да оваа година репрезентацијата експлодира. Да не беше таа несрекна утакмица со Холандија, нашиот успех ќе беше и многу поголем. Друга работа, тие играчи што играле, значи, ја не се слагам дека децата не ќат да идат на ракомет, туку идат на кошарка и одбојка, па ако не им се допадне таму идат на ракомет, туку се единствена цел е успехот. Кога има успех во еден спорт, после тој успех на истиот спорт, истите тие деца им се рол модели и доаѓаат да тренираат дали ракомет, дали кошарка кога бевме четврти, дали сега таеквондо после успехот на Олимпијада, дали се јавуваат суди после секој наш успех на меѓутоа мора да разбереме дека и ова се други генерации. Други генерации, преска спомена некои нашите премногу иделе на информатика, IT техничари и така натаму. Ова се генерации каде што ги интересираат финансиите и каде што тоа е главна одлика. Ние во наше време сме играле од љубов, сме играле само од љубов и од ништо друго,
и сме играле без пари. Ево тука е мојот прв тренер Златко, што ќе го поздравам, и комшија, и он знае не лажеше со едно чајче, едно чоколадце, и ние сите игревме, трчавме и трениравме. Меѓутоа, овие новиве деца треба малку повеќе од сето тоа, за да ги навлечеме во едно, без разлика дали е ракометот, во било кој спорт, за да имаме едно здраво и успешно општество, бидејќи младите се иднината на овој спорт и на оваа земја Македонија. Преска кажа и Стефче дека 15 првачиња имале во Битола. Тука ни е најголемиот проблем, треба да правиме повише деца и да не има повеќе, ако сакаме да имаме и повеќе успех и повеќе спорт. Тоа би било за кратко, па ќе се надоврземе повише. Благодарам, со оглед на тоа дека несразмерно настапија овие 4 панелисти, јас ќе искористам можност, очекувајќи ве вас со подигање на рака и со прашања. Прво да го прашам, да се вратам кај Лазе уште малку. Лазе беше голем играч, извонреден играч, сега си директор, менаџер. Што е посложено, што е покомпликувано? Ова е типично новинарско прашање кое што предпоставам сите ги интересира, затоа што и на крајот од денот ретко гледаме многу успешни ракометари и успешни менаџери. Како играч имав големо искуство во мојата кариера да бидам и во странски клубови, што во денешно време ми се одразува позитивно. Можев да видам во големи клубови како се работи и што се работи, сепак е тоа различно, многу разлика кога си играч и кога си сега во овие води како менаџер или да речеме директор на некој клуб. Све е така голема разлика, али со тоа искуство кога ќе го стекнеш и кога ќе видиш како се работи во големите и во другите клубови во државата, покушаваме сите заедно што сме во клубов да го внесеме во нашиот клуб кој секоја годишно расте. Голема е разликата, но пробуваме да го вметнеме некој модел колку е возможно да го имплементираме во македонскиот ракомет. Голема е разликата, но мора да се трудиме и со мали средства, со тешки услови кои некогаш ги имаме сите као клубови, посебно многу тука има спортски работници кои имаат стварно големи тешкоти. Посебно ќе кажам за ладни сали, за немање на термини, ние не може да разговараме за да ствараме играчи и да очекуваме врвни репрезентации кога тренираме во -20 во некои сали, што е жално да зборуваме за такви работи. Треба тие работи конечно да се средат, ајде не потценувам никога, ама веќе и Косово и Босна и не знам која е пониска од нас држава економски, каде што се сите топли сали, ние уште разговараме дали да идеме таму -20, ќе те чукне пука прст, збориме за младите категории, доаѓаат и Горгон мислам нека кажа или не знам кој дека доаѓаат во млади не ги пуштаат децата, што е многу нормално како родител да не ги пушта децата. Сакам да кажам, мора да ги средиме тие основни работи за понатака да разговараме за другите работи. Благодарам, Лазар Мајнов. Одиме со прашања. Прво, министерката, повелете, Гордана. За сите четворица, панелот е странци или домашен производ. Дали сметате дека е фер што парите од граѓаните завршуваат во клубови кои што имаат странски играчи? И ако е така, тогаш може ли едно кратко образложение што државата добива со тоа што финансираме такви клубови, а имаме се помалку или не знам, низ овие години уште слушаме дека создаваме домашни производи, тешко ни оди. Бидејќи јас сметам дека парите што се трошат од буџетот, сега вие ги спомнавте Вардар, Кометал, јас се сеќавам на еден Трифун, па не знам, Металург, на еден Макстил и така натаму, што стоја како спонзори во позадина, например, чисто во третиот панел ќе зборувам, за една година ни е дуплиран буџетот за Министерство за спорт и ме интересира, пак ќе кажам, каков е бенефитот, доколку нели викаме дека треба да ги имаме странците, каков е бенефитот за македонските граѓани кои што ги плаќаат делумно, бидејќи нели не е тоа тие се скапи играчи, но делумно ги финансираме странците. Повелете по кој редослед. Ајде, Горане, прво. Вака, јас би сакал да
да се истакнам на ова прашање, веќе ние сме клуб кој не добива финансиска поддршка од општината, а кој се само финансира, кој нема странци, нема странци бидејќи не сме до тоа ниво дојдени, но сепак би сакал да истакнам како ние се чувствуваме како жители на општина Аеродром, како се чувствуваат родителите на децата кои што тренираат во Аеродром и кои што се исто така жители на општина Аеродром, кога за жал, да не ме разберете погрешно, за жал имаме општина која не само што фаворизира спорт, туку фаворизира само еден клуб. Значи, најболното нешто моментално во спортот, според мене, е фаворизација на играчи, на позиции, на клубови, на категории и така натаму. Посебно кога збориме за мајката или таткото на општината. Значи, како ние се осеќаме кога гледаме дека до пред известно време општината додели еден огромен буџет кон еден кошаркарски клуб каде што во него играат странци. Каде идат нашите пари, парите на родителите на децата, кои што ги даваме, идат за странците, а не идат за собствените деца. Значи, тоа јас можам да го кажам од овој аспект, бидејќи ние немаме странци. Сега има и клубови кои што имаат странци и кои што, тие имаат некоја друга визија. Сите работиме со некоја цел и визија. Нашиот клуб, нашата цел, нашата визија е да работиме со млади играчи. Тоа е нашата мака, за да се надобрзам за ова што кажавте, дека нас тоа не боли, дека нашите средства идат за играч од Америка, играч од Африка или така натаму. Тоа е тоа. Одиме Славчо Ристевски, прашањето уште еднаш, значи од Гордана Димитриевска Кочовска, странци или домашни, што е бенефитот за македонскиот граѓанин кога ќе се решат клубовите за првата опција? Овие 3 сезони ќе се навратам, значи буџетот за спорт на општина Охрид е број 1 општина во цела Македонија. За оваа година изнесува 75 милиони. Тоа е 1.250.000 евра. Зошто? Ние се стремиме кон тоа што Охрид не полнеше сала до пред 3 сезони. Сега сите охриѓани живеат за викенд и прашуваат, освен кафето, каде да го со кого играте и во колку. Тоа е број 1. Ракометот, значи, е бунар без дно, немаш фидбек за финансиски средства. То сите можеме да се сложиме, но мислам дека поголем репрезент нема за градот. Посебно, претходниот викенд Охрид Еврофан Пелистер, може да кажат и битолчани во каква атмосфера игравме. И за тоа искрено почнавме да живееме. Од друга страна, добивме од Министерството за спорт годинава одличен ваучер, а и средства на европските клубови, тоест клубовите што играат во Европа, што се надпреваруваат во Европа и ја представуваат пред се Македонија, не само нивните градови. Добивме добри финансиски средства, со тоа што Охрид се одлучи наместо, ќе речам, двајца странци плюс да земеме, инфраструктурно да ја решиме салата. Направивме 4 современи соблекувални, направивме клубски простори, го средуваме грејењето со топлотни пумпи, значи сала за пресконференции, секакви модернизирана теретана, за буквално се тука, да можеш да примам и странец, искрено, треба да имаш и услови. Колку пати значи, одиме во Суперлигата, каде што стварно нема услови, да не речам, значи, во младински категории, каде што закажуваат во 10, во 11 часот од сабајле, каде што треба да измрзнеш, децата треба да трнат, например,
во Скопје во 10:30, од Охрид да трнат, значи во 5:30 са вајле, така да треба време, но со Џоргон, како што зборевме, Суперлигата треба да е супер све, значи во таа Суперлига, така да мислам дека треба сите да се стремиме, прво инфраструктурно да ги употребиме тие средства од државата пред се, а наше мислење и наша цел е стварно како ракометен клуб да се издигнеме, да го представуваме Охрид и Македонија, но пред се пак ќе се навратам без странски играчи, тоа не би можеле. Но средствата се пренасочуваат и во инфраструктурата, барем во нашиот град. Благодарам, Славчо. Само морам нешто да потпрашам. Ти имаш и некакви идеи околу систем на надпреварувања, интервенции во тој дел и така натаму. Не ли ова добра сцена да ги соопштиш и да ги, можеби да ги отвориме како прашање? Па јас, искрено, лани Ломнани беше 16 екипи и мислам дека беше прилично лошо, сите може да се слушат. Годинава е со 12 екипи, зошто лошо? Ево прв пример. Плеаут играат 6 екипи, сите 6 екипи, јас пратам премногу ракомет, сите 6 екипи, ако видите трансфер периодов од јануари до февруари, значи во овие 2 месеци, ако немаше, ево, не знам, сите од плеаутот по 7 појачувања, нема логика. Значи ова сезона надпреварувачкава сезона, системот фактички, нас искрено не ни се свиѓа, не ни се допаѓа, зашто надпреварите во септември што ги играш, надпреварите во ноември што ги играш и надпреварите во мај треба да ти бидат исти. Тие бодови што ги имаш во ноември треба да ти влијаат врз и во мај исти да ти бидат и да ти влијаат на пласманот. А кај нас во моментов не е така, апсолутно. Без разлика има клубови што започнуваат со младенци, со деца. Ке во јануари или во февруари, ево до 28 до 5 ќе имат уште 10, ќе читаме уште 10 трансфери од надвор, се појачуваат, 3 месеци ги плаќаат и обстануваат во лигата. Само заради тоа не се сложам. Имаше еден предлог, мислам дека беше лани, Суперлига А и Суперлига Б, со 8 екипи, 7 кола по 4 пати, значи по 4 пати да играш со еден противник, без плейоф, без плеаут. Тоа е, мислам дека најдоброто нешто што може да му се случи на ракометот, според нас. Зошто? Пак ќе потенцирам. Надпреварот со Еврофарм во септември и надпреварот со Еврофарм, го земам пример, во мај има иста тежина, а во моментов нема. Без разлика сега да изгубиме ние 30 разлика, другата 15, ќе земам 15 играчи нови, 3 месеци ќе ги платам, ќе победам Еврофарм Палистер, прв ќе сум. Тоа не се случи во плейофов многу често, но во плеаутот имаме стварно огромен проблем. Идат само со еден бод поише. Да. Како да играат, еден бод поише. Ова е концепт кој што не е само ракометен, ова го прават други спортови и други клубови во земјава. Практично мислам дека од таму е купено, дека не е добро, генерално сите ќе се сложат, затоа што ние сакаме цела сезона квалитетна и така натаму и најдобрите да бидат тие што ќе бидат на врвот. Добро, одиме натаму. Лазе на истава тема, откако ова го завршиме со предлогот на Славчо. Значи, странци или домашни, уште еднаш се враќаме на тоа што е бенефитот за државата. Бенефит и од странците, нели, дел што идат во странците, јас ќе кажам еден пример во мојата кариера, каде што додека игра во Вардар, бев младинец, играше пред мене странец. Имав чест да кажам и каде што можев да крадам од тој играч, ова го зборам како еден мал пример, каде што можев да крадам од тој играч, кога беше некој
за мене, да речам, играчиште, и мислам дека во кариерата ми придонесе да можам да украдам некои делови од неговата игра. Сакам да кажам, ова е еден мал пример каде што можам да кажам дека добивам и бенефити од странците. Како сите, како клубови, како па или да речем и како репрезентација на големо ниво. Лигата без странци не може да функционира, посебно ние сме мала држава каде што немаме премногу играчи. Тоа не треба да бидат сега само странци, нели, да се разбереме, мора да има некој лимит до каде може, а за бенефитот верувам дека сите го добиваат доколку има и странци во лигата или во клубовите. Благодарам, Лазе. Ѓорѓи, и ти имаш, впрочем, ти ја начина оваа тема, ти ја спомна преку примерите на Вардар и Кометол Ѓорче Петров, повели да заокружиме. Токму така. Јас сум во овој спорт 31 година како судија, така да во ракомет сум многу повеќе и многу добро знаеме. Убаво спомена господјата министерка и мене ми е драго дека оваа година буџетот ни е дуплиран за спорт, што е за поздравување. И кој ни е бенефитот? Па најголем ни е бенефитот. Спортот како еден амбасадор на мала држава е најголемиот амбасадор на една земја. И за мене се тоа најправилно искористени пари. Па без разлика дали се македонци или странци, значи ако имаме ние бенефити една у ова време, не време, каде што сме оптеретени максимално од милион други, што политички, што економски, било какви други, спортот ни е единствено решение и единствен излез од оваа темнина, да кажем, условно речено, и тоа е, мислам дека најголем бенефит за граѓаните на Македонија. Сега, дали македонци или странци, јас и претходно ја начнав темата, одредени, лимитирани сме со македонски играчи, така да странците се неминовни. Лаза убаво кажа, многу странци биле рол модели на наши многу деца да почнат да тренираат и да се едуцираат и надградуваат во ракометот. Тоа е друга работа, а јас кога би ги лимитирал, пример, не е битно колку странци, меѓутоа да бидат квалитет, да не се зима било што. Тие странци кои би се земале да бидат репрезентативци, да имаат толку играно во толку надпревари и така натаму. Значи тоа е многу полесно послем да се регулира. И ако може само би се надоврзал на Славчо и за лигата, бидејќи сме биле активно вклучени претходно во тоа, нема смисла, како што кажа, играш цела полусезона, дали Вардар ќе го тепа Пелистер 2 пати или Пелистер ќе го тепа Алкалоид 2 пати, на крај све се сведува на тоа еден бод да биде плюс во плейоф. Славчо заборави само да напомене дека само оваа година трансфер маркетот е пролонгиран од 1 февруар до 1 март, што никогаш не се случило, и се случува истиот играч да игра за една екипа, па подоцна да игра и за друга екипа, што не е дозволиво. И друга работа е дека некој му е гајле, ќе купи само за 3 месеци играчи од плейофот или од плейаутот и ќе ја заврши работата. Мора бодовите да важат од почеток до крај, да има драж целата лига. Ете порака и за федерацијата, ете порака за сите што се занимаваат со ракомет во оваа држава. Повелете, негде видов крената рака, дали има некое прашање? Стефче, микрофонот само да го дочекаме, па потоа Зоки Мишевски. Ево вака, во врска со ова е вечна дилема, уште од моје време тоа беше вечна дилема. Еден од начините за решавање, прво ќе се вратам за еден пример и ќе поврзам и со мојата категорија младински. Вардар во времето Желе знаеш многу, кога стана европски шампион 2 пати, имаше и тоа исто една развојна екипа како ние. Од таа развојна екипа ги собра цела Македонија млади играчи, ниту еден не излезе. Ниту еден не излезе играч квалитетен, значи така се работеше. Што значи тоа сега? Да заокружам. Никогаш не сум бил против играчи, јас сум играл со странски играчи, меѓутоа тие играчи мора да се квалитет и да бидат пример како на Лазе Мајнов. А тоа му се постигнува Даниел Константини, многу мина не го знаете, од тука селекторот на Франција, 2000-та уште година, воведе правило.
стана и председател таму на раковетна и воведе правило во Франција. Не може да бидеш тренер во Франција ако немаш водено, ако не си бил член на стручен штаб на национална селекција и не може да биде да играш играч во првата лига француска ако немаш најмалку 21 настап за репрезентација на својата лига. Зошто? Во Албанија нека биде маргинализирана раковетна држава. Ако е избран во цела држава игра за репрезентација, мора да има некој квалитет. А не ние да купуваме на метро, зашто го взев тоа е висок 2,2 е. И шо ако е висок 2,2 на метро ќе продавате? Тоа се нашите глупости, тоа е она расфрлање на министерката за парите од граѓаните. За квалитет никогаш и никаде и во ниједна област парите не се фрлени. Тие се инвестирани пари, како во Лазе Мајно подоцна стани одличен играч. И така и на другите, и така и за другите играчи. И ние сме имали и во Пелистер играчи, меѓутоа тие биле пример, сме имали промашувања како и сегде. Меѓутоа кога се носи да биде поим, да биде име и презиме на кој што ќе се огледа другиот играчи така натам. Значи да се навратам пак, кога Металург и Вардар. Металург беше друга работа и беше за поздравување, затоа што тој со македонски и неколку странци си направи екипа. Меѓутоа за Вардар да, одлична забава си направи Самсоненко и за цела Македонија фала му многу за секоја чест за тоа што ни донесе 2 титули, да се гордееме како македонци со името Вардар дека сме станали европски шампион. Меѓутоа за ракометот, развојот, за националниот тим за репрезентација нула. Катастрофа, што значи другите луѓе што требало да раководат со клубот и да обрнат внимание на тие категории. Ова успех на првата екипа да се прелее врзнив и да се направат играчи, тука било тоа потврдење. Значи тоа е малце покомплексно прашање. А иначе извинете за надпреварувањето, се сложувам дека не чини. Апсолутно. Еден предлог одма, бидејќи јас не знам само да критикувам, мој предлог е одма веднаш само еден преводен рок. Летен, до септември или до октомври, точка. Кој купи, купи. Зошто? Ќе имаме, кој што има пари ќе купи, ќе имаме квалитетна лига. Тие што мисла да купат, ќе купат тогаш, значи нема да одиме на шетање во Кочани или не знам каде, не ќе да спомнувам по суперлигаши да не поценувам, него ќе биде секаде сериозно. Тоа е начинот. И ако сакаме додатно уште едно оптер, плюс тоа ќе му поможи и на клубовите што играат Европа. Имаат повеќе време за одмор и така натаму за припреми и ако сакаме додатни возбудувања, плейоф. Толку. Се друго е разводнување. Благодарам Стефче. Лазе Мајнов сака да одговори. Стефче со секоја почитно, но јас не познавам друга федерација која има еден превоз. Што ако имаме ние како клубот имаме 5 повреди. За странци рекол превод рекол. Па и странци нека се. Може сакаме да се појачаме, имаме сега амбиции да идеме напред. Зашто би имал еден преводен рок? Мислам, јас препоставувам зашто го кажуваш тоа, затоа што да се заштитиме да не биде како сега на полусезона да зимаме. Системот на надпреварување може, модулот е добар, може со треба мали измени, според мене, да се пренесуваат бодовите, мислам дека и Славчо се согласи, би било многу подобро, затоа што зашто во првиот дел да не се бориме сите да победуваме, па негде да кикснеме или негде да изненадиме, која би се одразило понатака во лигата. Вака се враќаме, еве сега ние сме 10 мислам бодови разлика, а сега моментално ни бега Охрид 2 бода разлика, каде што може да купиме 4 странци, да го пуштиме 6 и да биде и готово. Не дека не може ни сега, али мислам дека тој модел веќе значи. Тоа е веќе да, и тоа треба да биде. Мислам дека во повеќето држави има во повеќето држави има да не знам да мора да биде репрезентативец, ако не моментален да биде минимум во последните 3 години или така. Има некои регулатива каде што може да се. Ѓорѓи Поголи. Ќе му реплицирам на кратко за во врска со квалитетот, ќе се надоврзам, он веројатно памти, играл во времето на бивша Југославија и тука памтат постарите. Во Југославија до 28 години играч не можеше да иде надвор во било кој спорт. Значи сме биле јаки како држава финансиски, тоа е пазарна економија за да можеш да ги задржиш играчите и затоа сме имале добар спорт и добра репрезентација во било кој спорт. И тоа е успехот. Меѓутоа денеска е пазарна економија, ние не можеме ги задржиме играчите и секогаш бегаат во некој подобар клуб или во условно речено подобар само да избега од тука и да игра за смешни пари. Тоа е една работа.
Втора работа ки малце и ќе реплицирам на министерката само за илустрација да ја кажам дека Германија како една од европски најбогата земја со условно речено најдобра Бундеслига во свет, 90% се странци. Близко. Каде што игра? Близко 90%. Значи токму тоа сакам да го кажам, дека Германија има многу повеќе услови да прави играчи, кај што има играчи да бидат рол модели, каде што има тренери невидени и нив им се 90% играчите странци. Значи ако сакаме успех, ако сакаме лига, ако сакаме све, значи тоа е рол моделот. Ние не сме најпаметни, не сме го измислиле. Германија е таа што е рол модел конкретно во ракометот. И друга работа, ќе споменам само за илустрација. Орбан во Унгарија, значи ние немаме национална стратегија за спорт. Прво, кои ни се спортови кои се национални македонски и каде што треба да инвестираме повеќе пари од останатите спортови. Тоа е една работа, а втора работа е во Унгарија за илустрација на секој клуб во лигата од почеток до крај. Веспрем ки ги земам и Сегет зимаат по 2 или 3 милиона од државата, плюс од 2 или 3 милиона, не се повеќе толку се, плюс имаат од градот како град и милион други спонзори. Се со цел да се стимулира и да се подобри и спортот и тој ефект што го збориме кај гледачите и кај граѓаните. Значи он ни е рол модел сегде во Европа, значи тоа не е само во ракометот. Во сите спортови го даваат истото. Благодарам. Благодарам. Зоки Мишевски. Еве, да поздравам вас, да поздравам иницијативата. Ќе допрем една тема која што беше и дело во првата дискусија и сега, веројатно ќе биде повеќе и во третиот дел, меѓутоа не знам дали ќе останам за третиот заради обврските и сакам сега да ви кажам една приказна, ќе го формулирам тоа како приказна, па вие кажете дали ќе остане само на приказна или пак има некоја основа. Нашиот главен производ, машката ракометна Суперлига, еве да претпоставиме дека добива спонзор. Дека од 2025-26 ќе биде Кока-Кола лига. И дека таа Кока-Кола ќе подели, еве да претпоставиме 1 милион евра на сите 12 клубови. Рамномерно. По пласман, по популарност, по традиција, како сакате. Меѓутоа и ќе ги обврзе клубовите да го подигнат нивото на организација и тие пари, како што и претходно спомна министерката и останатите говорници, не да бидат строго инвестирани во тимот, туку во клубот. Значи, што бара Кока-Кола од организацијата на надпреварите? До пред некоја година имавме Сеха лига и имавме еден модел како изгледаа надпреварите од Сеха лигата. Да не одиме погоре, да не одиме Лига шампиони, каде што има пропозиции од 120 страни и каде што тоа се треба до детал да се прочита, да се... Меѓутоа и тоа не е неостварливо. Гледаме дека нашите клубови се одлични организатори, дури и многу подобри од оние кои што имаат повеќе сезони учество. Меѓутоа Сеха моделот нека ни биде почеток. Значи Герфлор, лед реклами, задолжителни на спонзорот на лигата и подоцна со добра комерција, со добар маркетинг тим на секој од клубовите, да може тоа да го уновчи. Тоа е еден почеток. Надпреварите да бидат во унифицирани термини, не кој да игра кога сака, некогаш имаме 3 надпревари во 5 дена. Унифицирани термини, задолжителна, медиумска, маркетиншка, мершендайзинг подршка, задолжителни изјави пред после надпревар. Втор чекор, бродкастер. Кога клубовите ќе добијат во буџетот пари од спонзорот и кога целиот проект ќе може да се искачи на ниво погоре, да бара бродкастинг, значи да бараме барем 2 надпревари во коло кои што ќе се емитуваат за регионот, значи за Македонија или пошироко, тогаш можеме да бараме втор извор на финансирање, втор извор на дополнителни средства во клубските каси. Значи бродкастер кој што дали рамномерно или не повторно ќе подели средства и кој што исто така ќе го зголемат буџетот. Оние кои што нема да бидат бродкастирани ќе мора исто така да го подигнат нивото. Не да емитуваат стрим, колку само да емитуваат, каде што дури не можеме да ги препознаеме играчите. Второ ниво. Потоа можеме да разговараме и за премија за шампионот на Македонија, за освојачот на купот. Значи, ако ги имаме овие 3 видови на дополнителни приходи
во клубовите, сигурно и размислувањето на собствениците, на акционерите, на општините кои што имаме општински клубови, на државата, на министерствата кои што финансираат. Размислувањето, визијата на краток и на полог временски период ќе биде поголема. Значи, уште еднаш акцентот. Средствата кои што се од државата, средствата кои што се од оваа приказна која што јас ви ја сервирам, како што и Горан кажа, да размислуваме малку повеќе маркетиншки, да видиме кој клуб има луѓе за маркетинг, луѓе кои што треба да донесат пари, луѓе кои што треба да го промовираат производот. Значи, некои од средствата задолжително да бидат инвестирани тука, во ова што ви го кажувам, а не во тимот. И ако сето ова го препорачаме, ако е препорачливо, нема да го направиме. Мора да биде задолжително. Ако е задолжително, ќе го направиме во последен момент, ама ќе го направиме. И мислам дека кога разговараме за пасошите, сме на крив пат. Никаде не се дискутира кој од каде доаѓа, туку колку е добар или лош. Ако го подигнеме нашиот основен производ, во случајот машката Суперлига, организационо, тогаш сме направиле голема работа. Бидејќи ќе ви кажам само уште една детал. Јас се обидов и да го понудам нашиот производ на некој интересен. Во регионот ми рекоа, што спорт е тоа ракометот? Ако ќе разговараме дека се емитува на телевизија Словенечка лига ракомет, Српска лига ракомет, која не е поквалитетна од нас, меѓутоа има некоја рамка, има нешто подобро во организацијата, тогаш треба да се замислиме дека ние сме се уште само на муабет најдобра лига во Балканот. Треба да бидеме најдобри и не само во екипите, во газдите, во тоа име кој што ни се за дека сме пасија за ракомет, треба да бидеме малку и организационо да направиме една поинаква рамка. Ви благодарам. Големи делови од ова што го говореше Зоки Мишевски, гол МК, Тера и така натаму, можеме да ги дочекаме овде и со овации, и со акламација, и со аплаузи. Генерално добар правец, може овој форум да го задолжи Зоки Мишевски да ја подготви апликацијата за следната година, па вака ние топтан одовде како панел дискусија може би да излеземе со еден предлог. Луѓе, ви благодарам, немаме веќе да се надоврзете, повелете. Дали имате евентуално предлог за женска лига ваков исти да предложите, например, пошто дефинитивно со овие дискусии веќе сме женскиот ракомет е во подредена состојба, да не кажам во каква. Благодарам. Ние се извиниме на почетокот, се што важи за денеска што се говори овде важи и за машките и за женските. Уште едно прашање па после ќе одговараме. На сите Владко Тасевски река Бутел Скопје, би сакал чисто да се надоврзам на финансиите од страна на би сакал накратко да се надоврзам околу финансиите од страна на добиени од страна на Министерството за спорт. Таму има убаво член наведен каде што ни пишува дека од тие средства ние 20% можеме да користиме само за плаќање на странци, останатите средства ние секако нели мораме да ги да даваме годишни извештаи што каде и како ги трошиме средствата. Тоа е Не, во ред министерке. Со почи секако ние секако граѓаните до мене и јас сега дојдов денес да ве прашам вас за кога идам на терен и кога ме прашуваат да имам аргументи и му објаснам зошто е 20% од пари. Тоа се критериуми политики одредени од страна на Министерството за спорт, секако. Да. Да сте го убедиле, сега сакам мене да ми кажете зошто. А вие мене не ми кажувате. Мислам, со должна почит кон сите, со ништо не ме убедите. Со споредба со Германија што е економска и светска сила, со споредба со Унгарија со буџет не знам каков во однос на нашиот. Разберете ме дека треба да ми дадете аргументи, луѓе. Сега, не е само ракометот. Било друг според, но мора да ме убедите. Еве репрезентацијата. Аеродром троши пари со 100.000. Министерка, јас ќе се деца, а за сметка на тоа нема ни сала ни ништо, за да дојде некој да се прошепа, да имаме искуство од него. Нашиве деца пак со дрога и по улици. Министерка, видите, јас сакам да се надоврзам на ова моменталната реална. За 2 сати, не, јас од се што разбрав за 2 сати да аплаудираат, а третиот час, ако се разболеле на надпреварот, дека гледале гледачите,
Ќе отидат у болница, пропадната цела испокршена. Извинете, јас да ви кажам во контекст на ова што го кажувате, Не покажува резултати напротив. Тоа сакам да го кажам. Значи, во контекст на ова што го кажувате, можам да истакнам дека во овој момент, сакам само да се надврзам како ние се чувствуваме. Во овој момент ние имаме 5 репрезентативци во сениорска репрезентација кои почнале од нас, од да речеме од мене и од Дарко, од РК Аеродром, да ги набројам: Марко Митев, Дамјан Митев, Иван Џонов, Кизич, Серафимов, не знам, можеби ќе погрешам некој. Создадени се врз база на чланарина. Значи чланарини, значи без спонзорства, без соопштен. Ако ние имаме 75 милиони, ова што го дожал почет да не зборам за поголемите клубови. Тога што би правеле ние? Така се избориме сега, а немаме ништо. Немаме ништо. Како ние се осеќаме? Значи ние се молиме еден ден нашиот градоначалник да се разбуди и да се вика Пецаковски, за да барем еден ден во годината да имаме ќарни од тоа. Значи ние сме гревни, сакам да кажам, тоа е поентот. Точно без така само за бројката се надоврзам. Дел од оваа дискусија е за кафе паузата. Дел од овие разговори се за кафе паузата. Само ќе одговориме, ќе го искористиме председателот на судиската комисија за системот на надпревари во однос на женската лига. Да не се разбереме погрешно, ја не сум тој што го прави Така е, системот на сигурно. надпревари, иако не секогаш сугерираме да биде најдобар. За жал не слушаат, меѓутоа најдобар, и вчера баш полемизиравме по ова прашање. Катастрофа е. И обично се донесува систем на надпревари една година претходно. За кај нас да се донесува систем на надпревари во тековна сезона. Значи пред таму се тие и вчера полемизиравме, имате вие Сдружение на клубови и таму кај што расправате за тој систем на надпревари, меѓутоа таму никој ништо не полемизира. Сега е катастрофа. Значи, добро, мора да се намали, тоа вчера го правевме муабетот, дека мора да се намали на 8 екипи, да има квалитет и да играат 4 пати едни со други, ако сакаме да идеме напред. Иначе со овој систем, женскиот ракомет само ќе тоне све подоле и подоле. Тоа е тоа. А тоа е веќе расправено и мислам дека ќе се спреми, па кој да дојде за председател дека тоа ќе го промени во наредната година. И во контекст на тоа, пошто е тука и министерката и разликата во додадување на средства, колку е за женскиот, колку е за машкиот ракомет. Значи на женскиот паѓа негде околу 11%, а на машкиот е соразмерно 90 со 10. Ќе дојде министерот после, со него ќе поразговараме за распределбата. А моето прашање пак се вратам беше прецизно. Од буџетските пари колку е фер да трошите за странци? Имајте спонзори, сите странци нека ви бидат. Со здравје, со среќа. Прашањето беше од буџетските пари колку е фер. Мислам дека треба внимателно да ме слушате кога прашувам. Бидејќи вие немате само пари од буџет, имате и други пари. Прашањето е зошто и тие вас. Може Каде? Поентата Немаме е тоа. доволно играчи. Тука е, немаме доволно квалитетни играчи. Дали рековте Словенија и Црна Гора, пошто запишував дека имаат по еден клуб довршо или ја нешто не фатим тоа? Србија имат еден клуб, да. Добро. И Србија нема никаков. А словенците колку? Словенците имат два. Има два. Знаете кај е економијава нивна во однос на нашата? А ние сега правиме момента спорт, не правиме се економија. Нема врска, не може дискусија да се жени. нема логика. Не разбира спорт. Ја се согласувам, Со ова, јас се извинувам, не прегази времето, ве молам, мора да направиме мала пауза. Втората панел дискусија завршува за 15 минути, е третата и последна.